неколку минути пред 17 часот, термин резервиран за отворено студио 1. Овој блок го отвораме неколку минути порано поради информацијата која што се појави во јавноста дека Милијана Киевски и Спиро Ристовски осомничени за организација на нападот, односно упадот во собранието на 27 април, денеска биле нападнати во притворот во Шутка. На оваа тема во живо го вклучуваме колегата Владко Чаловски. Чаловски повели со последните детали. Антонио, од она што го знаеме е дека поранешните министри за транспорт и врски, односно за образование Милијана Киевски, се извинувам, и Спиро Ристовски, денеска биле нападнати во затворот во Шутка. Овој инцидент извори на 1 ТВ го потврдуваат дека се случил за време на она едначасовна прошетка во дворот во затворот во Шутка. Анонимни извори на 1 ТВ велат дека во овој инцидент учествувале притвореници од случајот Диво населје. Информацијата дека Милијана Киевски е пренесен во ургентниот центар во 8 септември потврди и министерот за здравство Венко Филипче за 1 ТВ. Меѓутоа и она што можеме да додадеме неофицијално е дека во инцидентот учествувал и Игор Јук. Како што знаеме, Милијана Киевски и Спиро Ристовски се наоѓаат во притвор по барање на обвинителката Вилма Русковска поради нивно поврзување со организирањето на упадот во законодавниот дом, односно, како што е познат во јавноста, случајот крвавиот четврток. Освен Милијана Киевски и Спиро Ристовски, може да подсетиме дека и Никола Груевски, кој што е во бегство, како и Никола Бошковски, кој што е во бегство, се исто така опфатени во овој случај, а секако беше приводен синоќа и поранешниот собраниски спикер Трајко Вејановски, кој што пак поради пратеничкиот имунитет не можеше да биде приведен, иако и за него имаше такво барање. Екипата на 1 ТВ останува пред 8 септември за да го следи овој случај, за да ги следиме последните случувања и секако доколку е потребно да се вклучиме повторно во информативните изданија на 1 ТВ, а вие повелете ако имате некакво прашање од таму. Дополнителни прашања, Чаловски, нема, единствено да напоменеме дека од Основниот суд Скопје 1 информираат дека од затворот им доставиле известување дека се случил физички инцидент и судија при кривичниот суд утре при редовна посета ќе констатира што точно се случило. Чаловски, уште еднаш ти благодариме за ова јавување во живот пред 8 септември, а по кратка пауза ние повторно се враќаме во отвореното студио 1 на тема дали културата е на маргините на општеството. Разговараме со Бранка Костич Марковиќ. Реемитување на првата епизода од Македонски инсайдер. Вечерва 21 часот на 1 ТВ. Бидете со нас. Дали во регионот се враќа национализмот? Постои ли опасност латентните кризи да станат отворени? Што Македонија не сме да учи од Хрватска? Гостин во дневникот во 20 часот. Екс-председателот на Хрватска Иво Јосифовиќ.